Јавниот градски превоз не е нешто што функционирало досега, па се прекинало и ќе почнеме ударите пак по исти маршрут. Тоа е нешто ново и се поставува, значи затоа имаме еден тест период од 30 дена, ние физибилити студија имаме направено, линии имаме направено, постојки имаме направено, согласно со МВР со сите забелешки добивме веќе вчера и од денеска може да пристапиме кон обележување и усогласување на тие возни редови, затоа кажав тест период од 30 дена, подобро грешките да ги отклониме за 30 дена, отколку да работиме со грешка 30 години. Така да јавниот превоз официјално за овој тест периодот ќе може граѓаните да го користат без замерки, бидејќи ќе биде тест и бесплатен период. Ќе одиме само во една смена и ќе гледаме во тоа време да ги усогласиме сите работи, да ги направиме сите подготвителни активности што ќе допридонесат после да немаме каснење, да немаме грешки, да имаме прецизно и убаво возење и функционирање на градскиот превоз. Додека трае тоа тест возење, ќе се знае ли еве во таа смена од каде ќе се тргнува, кои се возните линии, кога ќе бидат објавени? Тест возењето ќе си биде по сите линии што се усогласени. Линиите веќе ги има ставено на апликација, ги има на брошура, ги има на QR код, може да се скенира, може да се оди на апликацијата, се гледа цела линија и секојдневно додаваме информации за време, за тестирано, све луѓето може да видат и да гледат кај одиме, што одиме и што правиме. Каква е вашата проценка? Колку луѓе ќе се возат во текот на еден ден? Неблагодарно е да правам проценки. Тоа е работа на луѓе што може да предвидат иднината. Ние може да апелираме, може да бидеме професионални, може да пуштиме доволно возила, да апелираме кон граѓаните, да правиме стратегија, да правиме маркетинг, да правиме промоција, а колку ќе се возат, да давам да зборувам со бројки, не уште видливо. За цената, можете ли да ни кажете? Цената што е поставена како резултат на социоекономските услови на дестинациите што ги возиме и експертското видување е поделено на две зони. Значи постојат две зони. Зона град Струмица и приградски зони. Секоја зона, тие се значи две различни зони, секоја зона ќе биде по 30 денари. Ако користиш од град во град е 30 денари, ако одиш во Струмица, например, за Банско, поминуваш две зони, ќе биде 60 денари. Но исто е поставено во зони, бидејќи тие од Банско не мора да дојдат до Струмица, неко ако одат до Муртино, да може да плаќат цена за една зона, пак 30 денари. Значи максималниот износ кој може да го плати човек за цела линија е 60 денари. Линиите дали ви се усогласени според распоредот на учениците? Да, ние сме направиле физибилити студија за јавен градски превоз и превоз на ученици. Така да се е предвидено во планот за работи и линиите во возниот ред во одреден период да пуштиме повеќе автобуси и да ги згрижиме децата што одат на училиште. Колку вкупно линии има? Вкупно има 7 линии, од кои 6 се редовни, едната се користи само, тоа е комбинација од две линии, се користи само во недела и во празници. Сите 6 линии ги опфаќаат сите места, населени места во општина Струмица. Тоа не е конечно, значи може тие линии и да се додават, да се вадат станици, значи тоа е момент од каде ние тргнуваме да работиме градски превоз, што не значи тоа ќе биде конечна верзија. Можеме секоја година или секој месец да правиме некаква измена, да додаваме, да вадиме спрема потребите. Кажете ни нешто за автобусите, колку луѓе може да се возат, колку седење, колку стоење? Тоа се автобуси адаптирани од експертското видување за улиците на Струмица спрема ширината на улиците, спрема конфигурацијата на градот. Тие дојдоа до заклучок дека треба да имаме нестандардни автобуси, него малку пократки, 8,5 метарски, кои имат капацитет, што рече представник на Исузу, 55 луѓе може да се возат. По каталог се 48, 26 се за седење и 22 за стоење, но тоа стоење е направено по некои стандарди, по пола квадратен метар по човек, така да во услови на потреба може до 55 луѓе да се возат во еден автобус. Возачи има, значи по стандардите на тие лиценците за добивање на линии треба секој автобус да си има возач, кој возач не е пензионер, кој возач е во редовен работен однос, така да за почеток ние го покриваме тој дел, за понатаму ќе видиме как ќе биде. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk